Здраво и добре дојде во новата епизода на мојот подкаст. Во оваа епизода ќе зборувам за стравот од мислењето на другите, односно дали е тој реален или пак е наша имагинација. Истата тема може да ја најдете и на мојот блог elenajeber.com. Дали и вие често патите од тоа што другите мислат за вас, дали другите ќе ја одобрат вашата одлука, или пак се сомневате во вашата одлука и мислите дека другите знаат повеќе од вас. Многу често знам да добиам пораки, особено на социјалните мрежи, каде што личности кои што воопшто ниту ме познаваат, ниту пак јас ги познавам, ме прашуваат: Елена, здраво, имам ваков и ваков проблем, ви пишувам, сакам да добиам совет од вас, не знам што да направам, дали да ја променам мојата работа, дали да се разведам, дали да се запишам на тој и тој факултет, кој предмет како и како се положил и така натаму. И ова е многу интересно затоа што е многу често се случува на социјалните мрежи, и тоа не само кај стручните лица, туку општо кај сите лица кои што јавно се изложени. Еве конкретно најмногу на Инстаграм. И што е многу интересно е што освен една мала икона, може би име или некаков никнем, другата страна не знае ништо за таа личност, меѓутоа другата страна, покрај тоа што сум стручно лице, дури да дојдете на индивидуална средба и терапија, јас не би ви кажала што да направите. Иако се вика психолошко советување, советодавна професија, сепак counseling или психолошкото советување не е давање на совет. И тоа е една од првите лекции кои што не учиме ние на факултетот на психологија, дека психологот не дели совети. Значи, може би да, после подолг период заедно, средби терапија би дал некакви препораки, нормално, некои работи кои што се општи препораки, како што еве некои препораки би ги давала и јас тука, на овој подкаст, на мојот блог, на мојот Инстаграм профил, меѓутоа, да дадеш совет дали да се разведеш, дали да ја промениш работата, која нова работа да почнеш да ја правиш, не. Психологот може да даде некаков тест, може да направи некое тестирање, некоја проценка, да постави интересни прашања кои што личноста ќе ја поттикнат да размисли што е оно за кое што не ја бидува, доколку размислува дали да смени работа или не, или пак што е оно кое што за неа е важно, дали да се разведе, дали не може веќе да издржи и така натаму. Меѓутоа, психологот, психотерапевтот во ниеден случај не делат совет. Така што, на ваквите прашања, кога ми ги поставувате, а многу често се случува да ми бидат поставени, најчесто мојот одговор е: доколку сме во живо, не знам, што мислиш ти? Односно, доколку сме на една сеанса, а доколку е во инбокс, често знам да кажам: обратете се кај стручно лице и така натаму. Затоа што навистина не е нешто кое што јас би можела да преземам одговорност и да донесам одлука место вас. Меѓутоа, овој процес е многу нормален и затоа некако и го спомнувам на почетокот, затоа што ова е еден развоен процес што се случува додека ние растеме. Додека сме мали, родителите дефинитивно одлучуваат што е оно што е најдобро за нас. Тоа почнува уште во процесот на планирање на бременоста. Дали детето ќе се дои, па како ќе се одвива бременоста, па каде ќе се породи мајката, како ќе изгледаат првите денови, кога ќе се почне со дохрана, дали и кога ќе оди во градинка и така натаму. Меѓутоа, до која возраст родителите одлучуваат? Дали е многу важно нивното мислење сега? Многу често одговорот на ова прашање е да, затоа што сакале ние или не, родителите се сепак центар на нашиот свет, односно најважните личности, и многу често се случува да и буквално во подоцнежните години нас мислењето на родителите ни е многу важно. И не велам дека не треба да ни е важно, меѓутоа во продолжение ќе зборуваме чие мислење не треба да е важно, односно не мора да е важно, односно не е убаво да е важно. Кога го носиме стравот од мислењето на другите, многу е важно да провериме кои се тие други. Дали се тоа мама и тато, партнерот, децата, пријателите, сестрата, братот, колегите, или пак тоа е комшијата Перо и Стојна, која што, еве да речеме, некоја пријателка на мајка ви,
Секако, перо и стојна се замислени ликови. Јас многу се извинувам, меѓутоа на хумористичен начин сакам да ги представам. Може да бидат како сакате, кое име да им го дадете, онака како што за вас е најпријатно и на нивно место вие ставате ги оние личности од кои што навистина имате страв, односно ностоп размислувате кое е нивното мислење. Секако дека е многу важно мислењето на неблиските и во одредени ситуации навистина е потребно да го побараме нивното мислење. Особено доколку одлуките кои што ги носиме не се само не засегаат само нас, туку ги засегаат и нив. Меѓутоа размислете од кого се плашите. Да, ако во одредени ситуации мислењето на неблиските е многу важно, тоа не значи дека ќе ве спречи во носење на некоја одлука која што ја сакате. Дали на комшијата Перо му е навистина важно како сте? Колку стравот од мислењето на Перо е реален? Ако подобро размислите, стравот од мислењето на Перо е имагинарен страв. Зошто? Тоа е нешто како, ако не седиш мирен, ќе дојде, не знам, старо купуем, ќе дојде баба Рога ќе те земе, ќе дојде полицаецот, ќе го викнам чичко полицаец. Може би не е толку често во денешно време затоа што свесноста за поинакво родителство е подигната, меѓутоа многу често се случува да им го кажеме ова на децата, а реално да, нели, не е вистина, ниту ќе викнеме некој, ниту ќе дојде некој ако не седат мирни. Сега, која е разликата? А како Перо е поразличен од старо купуем? Еве на местото на Перо ставате го стравот од нечие мислење. Нечие коментар кој што ве повредил, поглед кој не ви се допаднал. Секолку, значи, доколку е личност која многу ви значи, голема веројатноста да Перо да не е вистинската метафора за таа личност. Не е исто Перо и не е исто вашиот партнер, мајка или татко. Се забележали ли колку од нашето време и фокус трошиме на тоа да го контролираме мислењето на другите за нас? Што ќе помислат тие за нас? И како тие гледаат на нас и така натаму, и многу често живееме живот кој не го сакаме поради некоја идеја која имаме во нашата глава што тоа другите мислат за нас. Што мислите? Како да го контролираме мислењето на другите за нас? Има еден одговор, а тоа е никако. Ние не можеме да го контролираме мислењето на другите, дали тие не сакаат, дали не сакаат, дали сме им убави или не сме им, дали сме паметни доволно за нив или не. Се преправаме дека нешто друго сакаме, мислиме или дека сме некој скроз други, меѓутоа тоа е едноставно попусто, затоа што кога сме реални, ние секако нема да бидеме сакани од нив, а реалноста е дека немаме влијание врз тоа како другите ќе прецепираат врз нас. Што и да направиме, другите имаат перцепција индивидуална. Она за кое што ние сме должни е да си ги контролираме нашите мисли, нормално кога тоа е можно и е потребно, но не е наша работа да го контролираме мислењето на другите. Ова е многу леснувачки, затоа што доколку си дозволиме на вистина да го пуштиме мислењето на другите, особено доколку тие се имагинарни личности, како овие метафори кои што ги споменав, кои што немаат допирна точка со нас. Еве, ќе ви дадам еден пример кој што се надевам дека многу ќе ви помогне за да ме разберете што е на кој што сакам да го кажам. Одиш на забава каде има присутни, еве да речеме 10 лица. Сите те гледаат и те слушаат, сите имаат различна перцепција и мислење за тебе. Зошто? Најверојатно затоа што ние не сме константа, ниту еден човек не е. Секој човек си носи своја позадина и своје искуство. Може им личиш на нивната тетка, може им личиш на свекрвата, може им личиш на мајка им, може стилот на облекување едноставно не им се допаѓа, може си премногу фина и пријатна за нив, или пак имате и стил на облекување, слично темпо на живот и слични вредности. Како да дознаеме зошто другите не сакаат? Не може да дознаеме. Секој си има своји преференции, своја позадина, своје искуство и вредности. Може би доколку тоа ви е блиска личност и разговарате и споделите некои искуства, некаде на патот и ќе да знаете која е некоја од причините кои што не ве сакаат, и тоа може би и нема никогаш да знаете. И тоа е во ред. Дали со овие личности сте автентични и искрени или се трудите да ги импресионирате и заинтересирате? Доколку не ја покажете вашата вистинска слика, замислете да им се допаднете. Во која слика ќе се заљубат?
во вас или во некоја лажна перцепција која што има носите. На крајот на денот, повторно ќе останете со истото чувство дека другите не ве сакаат вас поради тоа што сте, туку дека ве сакаат поради она кое што го представувате. И сега нормално, тука морам да спомнам, некогаш постојат многу подлабоки корени, чувство на неприпадност и доколку премногу патите со некоја вакво чувство на неприпадност, постојано имате некој мисли дека другите не ве сакаат и не ве прифаќаат и тоа е пренагласено, тогаш е време да се обратите кај психотерапевт, да посетите психотерапија. И тоа не е нешто кое што е дел од денешната тема, само сакам да го споменам за да имате предвид дека понекогаш навистина станува збор за некој проблем, можеби некоја траума, каде што навистина се соочувате со проблем на неприпадно чувство. Доколку пробате да ја покажете вашата вистинска слика за себе, што ќе се случи? Еве јас, да речеме, ќе дадам пример за мене, јас зборувам многу брзо. Можеби не многу гласно, меѓутоа многу брзо. И доколку јас сум искрена, си ја покажам својата ранливост, си ја кажам дека зборувам многу брзо, кажувам и некои мои строги принципи, мислења кои што ги имам, затоа што реално овој подкаст не е место каде што јас сум стручното лице кое што е на терапија. Јас тука можам да споделам и нешто кое што е лично и нешто кое што е интимно. Ова место не е терапија и нема толку строги принципи и правила. Што значи, имајте предвид дека сето оно кое што го консумирате не значи замена за личен раст и развој индивидуален, туку само некој информативен карактер има. Сега, како ќе биде кај вас? Најверојатно ќе си речете, ова Елена колку брзо збори, па нема шанси, јас не можам толку да ја слушам. Ќе го исклучите овој подкаст и едноставно веќе нема да ме следите, односно ќе се направи некоја природна селекција да оние на кои што не им пречи моето зборување, на кои што не им пречат моите вредности, интереси и теми на кои што јас сакам да зборувам, ќе останат тука. Ние ќе бидеме една заедница која што навистина ќе биде силна, јака, која што ќе се бодри, која што заедно ќе расте и ќе се развива, меѓутоа оние другите на кои што јас не им се допаѓам како личност, не затоа што јас не сум доволно добра, туку затоа што едноставно не се поклопувам со нивниот начин на функционирање, нивните вредности и интереси, ние ќе се разделиме и тие ќе најдат друга Елена која што за нив ќе биде вистинскиот човек и личност која што навистина ќе допре до нивното срце. Еве, пробајте и вие. Зборувајте си онака како што се зборувате, бидете искрени, покажете јарнливоста, кажете си ги своите вредности и мислења, можете да бидете своји, да немате анксиозно чувство, како ќе се однесувате, што да облечете, како да зборувате, како да седите. Во тој момент се вклучува неприроден филтер и тие кои да сакаат поради оно што сте ќе бидат покрај вас, а оние на кои што не им се допаѓате ќе се заминат. Еве јас на психотерапија не имаме правила како да се облекуваш и така натаму, меѓутоа тие правила не се толку многу строги. И во други земји се различни. Многу ми е драго што имавме пандемија, не ради пандемијата, тука ради можноста да посетам семинари, секако виртуелно преку Zoom, меѓутоа семинари во Њујорк, значи во Америка, Австралија, некои држави каде што навистина најверојатно мојата нога нема да стапне во наредно време за семинар. И она што го видов е колку интересно секој психотерапевт беше различно облечен. Тоа што го видов во Америка мене многу ми се допадна, имаше една психотерапевтка која што ми влезе во срце бидејќи беше и доста стара. Она носеше хеланки, работи повеќе со телотерапија, она е гешталт психотерапевт, меѓутоа носеше хеланки, беше средена, чиста, ама облечена спортско елегантно. Баш во еден момент застанав и си реков колку е ова убаво да не мора да носиш тикла на психотерапија, да не мора премногу да се дотеруваш, затоа што реалноста е дека не секој психотерапевт сака да изгледа така како што е, и секако доколку на некој од клиентот му е важно како изгледа неговиот терапевт, му е важно неговата терапевтка да биде премногу дотерана, ќе ја одбере таа психотерапевтка и најверојатно нема да дојде кај мене, затоа што јас не сум психотерапевт кој многу се дотерува. Фала Богу не доаѓам во тренерки, секогаш сум средена, меѓутоа не е нешто кое што е премногу. Можеби тоа се должи на тоа што сум мајка, па некако помалку фокус ставам на тоа како изгледам, меѓутоа на моите почетоци со првите клиенти кога работев, јас премногу се дотерував затоа што за мене тоа беше огромна поддршка и беше многу важно, се додека еден ден не сватев дека најверојатно тоа го правам поради мислењето на другите.
Сега ова ви го кажувам како еден мој процес, затоа што можеби ќе разбуди нешто во вас и ќе можете да се пронајдете секако во некое друго поле. Доколку вие сте јаболко и некој не сака јаболко, туку сака банани, дали е јаболкото криво што не е сакано? Едноставно другиот повеќе сака банани и тоа е сосема во ред. Или еве ќе дадам пример со чоколада. Сигурна сум дека познавате некој кој што не сака чоколада. Можеби е алергичен на чоколада. Ванила, цимет. Многу е здраво да не сакаат сите, а и пред се размислете дека и ние не ги сакаме сите. Многу е здраво некој да не сака јаболко, иако јаболкото е зрело, вкусно, миено, сочно, привлечно, ароматично и така натаму. Ова е нешто кое што е присутно кај децата природно, но родителите многу често го потиснуваат овој процес и не им дозволуваат на дечињата да бираат кого сакаат, а кого не. Евете колку сте родители, сетете се на било кое излегување во некој детско игралиште или некој детски роденден каде што има повеќе деца. Дали сите се сакаат? Дали сите дечиња играат едно со друго? Веројатно многу ретко, ако баш толку се погоди моментот да се така некако групирани. Меѓутоа, многу често децата ќе си направат мали групи и задолжително се случува да дојде некоја мајка. Ама сине, зошто така? Ајде, ти и Перо мора да се сакате, ти и Перо мора да си играте. Сега немој да се карат, ајде, дај му играчката на Перо, ајде сине, дај му ја. И сега нормално, мајката трга со најдобра намера, мајката сака да го научи детето да споделува, да дели така натаму, меѓутоа, која е позадината? Дали вас мајката на Перо ви се допаѓа? Добро, може на Перо ви се допаѓа, но на Стојна не ви се допаѓа мајката. Едноставно, нормално е да дел од мајките таму или татковците на тоа игралиште не ви се допаѓаат. Нормално е да не сите луѓе едноставно не се допаѓаат и не мора да има никаква реална, голема причина за тоа. Сигурна сум дека познавате барем една личност која што не ја сакате, а не знаете зошто не ја сакате. Можеби ако длабоко размислувате зошто ќе најдете, меѓутоа едноставно понекогаш ќе кажете, ете енергетски не ми се допаѓа. И тоа е вистина. Дали тоа енергетски е навистина енергијата која што ја шириме? Дали се тоа некои феромони? Дали тука може да влегуваме многу и многу длабоко во наука? На крајот на денот не е важно. Важно е дека доколку некој не ви се допаѓа, не мора со сила да го сакате и обратно, доколку вас некој не ве сака, не му се допаѓате, па баш ви е гај. Едноставно невозможно, затоа што знам дека најмалку ќе наброите најмалку 10-20 луѓе на кои што им се допаѓате онакви какви што сте. Веројатно не постои личност која што не сака да е обкружена со релаксирани луѓе, со луѓе кои што може да бидат искрени, со кои што може да бидат своји еден пред друг. И во ред е да им дозволите на луѓето и да ве осудат, и да не ве сакаат. Исто како што и вие имате еден куп предрасуди и не ги сакате другите. Сосема е во ред да си имате своји преференции и едноставно да прифатите дека во ред е да не сакате чоколадо вие, или пак некој да не сака чоколадо, па макар било невкусното чоколадо на светот. Зошто да бидете во друштво со некој кој што не го сакате, зошто воопшто да глумите и што е важно ако некој друг не ве сака. Доколку навистина ви е многу важно и чувствувате дека ова е некој процес кој што премногу ве боли, кој што ви создава огромна анксиозност, доколку оваа личност е некоја личност која што ви е многу драга, тогаш најверојатно ова што сега го зборувам не е нешто кое што ќе е во склад со вас. Тоа би барало подлабока, веројатно, анализа. Тоа е некој различен процес и бидете внимателни затоа што доколку причината е голема, доколку се чувствувате многу лошо како личност која што навистина многу не е сакана, да биде многу проблематично и тогаш побарајте помош, односно пробајте да се справите на некој друг начин. Постојат одредени техники кои што може да се употребуваат, но најверојатно тоа ќе го оставам за некој друг пат како овој подкаст не би бил премногу долг. Сега, доколку сте јавна личност, стравот од туѓото мислење може да предизвика анксиозност и да стане приплавувачки, затоа што се зголемува бројот на личности кои што не сакаат јаболка и чоколади.
ова е некако важно и сакам да го споделам затоа што е реално. И мислам дека од страна, оние кои што не се толку јавни личности, оние кои што не се толку многу изложени, не може да го разберат овој момент колку е болен за оние кои што се јавни, кои што се инфлуенсери, кои што се личности, кои што се изложени на голема, поголема маса на луѓе. Значи, не зборувам ова може да биде и за 500 луѓе. Не мора да е 10, 15, 20 илјади следбеници, меѓутоа, доколку станува збор за поголемо, тогаш е многу пострашно доколку не се работи на себе, затоа што навистина е толку преплавувачко, а одстрана ние луѓето немаме свест колку знае тоа нив да ги боли. И ја затоа стално викам, ако некој не ти се допаѓа, не го следиш. Ако политичар не ти се допаѓа, не гласаш за него, не го следиш. Нема потреба да некако интимниот, приватниот живот го ставаме на тацна, меѓутоа, можеби зошто другите критикуваат, навредуваат и така натаму, некоја убава тема која што може да се опфати, затоа што исто така и таа носи подлабоки причини и позадина. И сега, што е оно што е важно кога се соочуваме со стравот од мислењето на другите? Нешто што е многу важно е да имаме критериуми. Зошто ова го нагласувам? Затоа што забораваме дека во нашиот живот многу е важно да имаме приоритети и критериуми. Чие мислење ми е важно? Нормално дека нема да ме интересира што мојот комшија Перо мисли за моите заби, ама многу ми е важно што ќе ми каже мојот стоматолог за нив. Не ми е важно што мојата сестра мисли за мене како психолог, затоа што она не ми е клиент. Меѓутоа, важно ми е што мојот клиент ќе мисли за мене како психолог. И важно ми е што мојата супервизорка и професорка која што внимава на начинот на кој што работам, мисли за тоа. Не ми е важно за овој подкаст, или за мојот блог, или за мојот Инстаграм профил, што мисли мојата најдобра другарка. Меѓутоа, многу ми е важно што мислат моите редовни читатели, што мислат луѓето кои што навистина го следат и кои што ова е нешто кое што многу ме потребно и е дел од нивниот личен раст и развој. Ова е нивната поддршка од нивното патување. И ова е еден цел круг на што е важно, а што не е важно. И што се случува овде? Овде доаѓам до делот критериуми и да речеме, доколку имате кариес горе десно на петка, баш ви е гајле што ќе ви каже продавачката во маркет за забите и што да користите. Но многу е важно да го слушаме стоматологот што ќе ни каже, каков третман ќе ни препорача. Секако, доколку истиот е некој на кој што му верувате, а и зошто би оделе кај стоматолог на кој не му верувате. Кога работиме на себе и почнуваме да ја прифаќаме личната одговорност, доаѓаме до една точка од развојот каде бираме што е оно што е добро за нас. Бираме личности на кои им веруваме и бираме личности со кои што делиме слични вредности. Сега, во секој однос постојат критериуми и граници. Потребно е да ни, односно природно е да ни значи мислењето на неблиските и така треба и да биде затоа што ние пред се сме социјални суштества. Постојат критериуми и граници во секој однос и сигурно нема да сме лоши со другите и да правиме што сакаме без да се грижиме ни малку тоа ќе делува врз нив. Затоа што тоа е веќе некој друг екстрем кој што нормално не е ни посакуван да го постигнеме. Меѓутоа, за некои одлуки навистина не влијае што е оно што другите, па дури и најблиските ќе мислат за нас. Например, важно е што мојот лекар мисли за моето здравје, но не ми е важно што мисли за мојот стил на облекување или фризура. Сега, нормално, ако стилот на облекување ми е премногу разголен, лекарот ми рече слушај вака и вака, нели мораш да облечеш долна мајца и така натаму, тоа е веќе друго. Меѓутоа дефинитивно не е личност на која што ќе застанам и ќе речам, аха, окей, оваа докторка е моден дизајнер, значи она е докторка и тоа е тоа. И важно ми е што мајка ми ќе мисли за мене, но доколку, например, овој подкаст не се допадне, јас нема да го избришам. Зашто? Затоа што не е нешто кое што влијае на неа. Значи, ова не е нешто каде што јас ја споделувам незината приказна, не зборувам за незините интимни моменти, не споделувам незини податоци и така натаму, не споделувам пак незини слики. И доколку беше овој случај да ја споделам и таа ми речеше слушај, вака и вака, јас не сакам јавно да се објавуваат моите работи, тогаш дефинитивно ќе ја почитував незината граница и ќе го избришев, меѓутоа затоа што тука не станува збор за неа, јас нема да ја избришам. Поврзете го ова со било кој ваш пример.
Јас чисто споделувам примери за да може некако и појасно можеби да влезете во овој процес. Критериумите се многу значајни во целиот процес на тоа чие мислење во кое поле ни е важно. Каде гледам некој кој во тоа поле е авторитет и поседува знаење, компетенции и вештини. Е сега ова е многу важно, затоа што ние се среќаваме со многу експерти, во наводници експерти на сите страни и често знаеме да побараме совет, значаен, важен, клучен совет за, еве да речеме, за ментално здравје, за физичко здравје, за родителство, од личности кои што не се авторитетни во тоа поле. Не е исто да прочитам јас неколку книги за родителство и да станам експерт. И не е исто да навистина имам завршена соодветна едукација, да имам академско познавање, да имам завршено факултет, магистратура, без разлика. Наставно тоа е многу некако важно да го нагласам затоа што ние навистина знаеме да ги тргнеме критериумите, да не поставиме граници и да не гледаме кој е компетентен, кој е навистина авторитетен во тоа поле. Јас не сум компетентна како психолог да зборувам за психотични состојби, затоа што едноставно тоа не е поле на моје познавање, меѓутоа ќе најдам колега кој што доучил медицинска психологија, кој што специјализирал нешто кое што е многу различно од тоа кој што јас сум го специјализирала и дефинитивно таа личност ќе биде многу покомпетентна. И така кога и јас се соочувам со нешто кое што не го знам, јас ќе се јавам кај таа личност за да ја прашам, затоа што во неа гледам авторитет и гледам компетенција и вештина. Меѓутоа јас нема да се јавам кај мојата колешка која што исто така е гешталт психотерапевт, затоа што таа работи со, да речеме, деца. Не работи со психотични состојби. Не е некој кој што е авторитет во тоа поле за кое што јас немам доволно познавање. Еве, не ми е важно што мојата козметичарка ќе мисли за подкастов, затоа што како таа е авторитет во ова поле. Важно ми е како партнерот ќе гледа на мене и на мојата искажување на љубов. Но не ми е важно како мојата пријателка која коментира каква сум јас со мојот партнер, има мислење. Не сум безчувствителна, значи не сме ние безчувствителни кога на другите им поставуваме критериуми. Напротив, ги почитуваме, премногу ги почитуваме, меѓутоа ставаме внатрешен филтер. Тој филтер проверува која личност ми го кажува ова, каква е таа во подрачјето за која коментира, врз што го темели тоа мислење и колку е стручна за тоа. Не велам дека некој кој што не е стручен за тоа не би дал мислење кое што навистина е многу важно и на место. Меѓутоа, тоа е многу ретко. Дори да станува збор за тоа, овој внатрешен филтер е нешто кое што мора да го вклучиме. И сега ако се вратам на почетокот, на оној имагинарен страв од мислењето на комшијата Перо и на Стојна колешката. Доколку не постои конкретна личност од која се плашите, туку Перо и Стојна, тогаш многу е веројатно да не станува збор за страв од мислењето на другите, туку за страв од сопственото мислење. Мислете се удобно и размислете, пробајте да се сетите на одредена ситуација или одлука и пробајте да именувате од кого се плашите. Ова може да се го направите и како некоја вежба, слободно земете си лист, пенкало, правете го во било кој момент кога ќе се почувствувате дека се плашите, дека навистина ви е важно што другите ќе кажат. Кој би мислел нешто лошо? Ако најдете точно кој, да речеме Мартин, тогаш клучете филтер, критериум и компромис. Колку сте вие навистина блиски? Колку ве познаваат? Врз што го темелат мислењето и слично. Доколку сте многу блиски и станува збор за авторитетна личност, проверете дали тоа мислење може да се промени за да се напредува. Ете во случајов, доаѓа мојот супервизор, ми кажува Елена, слушај, вака и вака, размисли за ова, ајде оди ти на индивидуална психотерапија, види што се случува со тебе и сега нели јас нормално застанувам и викам, аха, добро, она е авторитет во ова, ајде да проверам, ајде да го вклучам мојот филтер, дали сме блиски, да, дали ме познава, да, дали е авторитетна личност, авторитетна е, како тоа мислење може да ме промени? Ако јас ова незино мислење го применам, односно ако вака и вака незиното мислење ми кажува, значи јас ќе станам ваква и ваква личност, односно тука и тука ќе се подобрам, ќе бидам подобар психотерапевт. Сега истото ова
Направете го овој филтер со било која личност чие што мислење ве повредило, ве исплашило, ве вознемирило. Тоа може да биде и коментар, тоа може да биде и некакво игнорирање, некакво лутање, но многу е важно во овој филтер да имате критериуми и да имате некаков компромис доколку станува збор за некоја личност која што е авторитетна и ви е важна. Но, доколку не најдете конкретна личност, па не го правам ова и ова затоа што се плашам, па сега што ќе речат другите како направам тоа, меѓутоа другите не се конкретна личност, немате појма за која друга личност станува збор, тогаш дефинитивно станува збор за страф од вашето мислење и себе почитување. Исто онака како дечиња кога се плашат од чудовишта под креветот или во плакарот или во некое место кое што им е непознато, а реално никогаш не постоело. Иако понекогаш знаеме точно за која личност станува збор, или таа личност ни е значајна, истата нема авторитет во тоа подречје за кое коментира, проверете зошто тој коментар толку многу ве боли. Што е толку важно? Дали јас многу и верувам на оваа личност, дали се согласувам со неа? Дали го именува токму она што јас самата го мислам и од кое што се плашам? Дали тука ја гледате поентата? Дали тоа било нејзино мислење или е ваше мислење кое оваа личност само ви го потенцирала? Не мора да е вашето мислење, може да е вашата слаба точка, место во кое не сте доволно добри, вашата ранливост, ниска вредност за себе и самодоверба. Сите ние имаме ранливости, сите ние имаме некое место кое што не ни оди. Сите ние имаме некој полење во животот каде што е убаво да напредуваме и да се развиваме. И сега, еве ќе ви донесам неколку прашања. Што искрено мислам за мене во однос на таа тема? Како да се чувствувам подобро? Именувајте го вистинскиот проблем, кој не е страф од мислење на другите, туку благодарение на нив јас дознавам кој бил мојот проблем, мојата несигурност во себе, нешто кое е под стандардот кој јас го сакам за себе и мислам дека го заслужувам или можеби не се почитувам доволно себе си. Зашто многу често ние прифаќаме работи кои што се под нашиот стандард кој што го сакаме и другите знаат тоа да ни го кажат или да го искритикуваат. Нас не боли, но ако размислиме, станува збор дефинитивно за нешто кое што е и наше. Кога ќе го свестите ова, тогаш сте на чекор кон решавање на проблемот. Веќе стравот од другите не е имагинарен, туку е реален и постои начин да се промени. Ќе нагласам, доколку остане имагинарен, перо и стоина, тој нема шанси да се промени. Меѓутоа, доколку бидете конкретни, доколку го вклучите критериумот, филтерот, и доколку видите колку некоја личност е компетентна и така натаму, здравото туѓето мислење, односно целата таа кочница од непрезимање акција ради туѓето мислење е нешто кое што полека исчезнува, затоа што станува реално и доаѓаат многу начини за да се промени. Секогаш туѓето мислење ни е патоказ да се запознаеме подобро себе си, да видиме каде имаме застој, каде сме несигурни или воопшто можеби и не сме свесни за нешто кое што не ни е добро. Ние не можеме да ги смениме другите луѓе, прифаќаме дека тоа нема врска со нас, не сите сакаат јаболко, не сите сакаат чоколадо, не сите сакаат цимет, и наместо да ја поправаме сликата која другата личност ја има за нас, ќе можеме да почнеме конечно да се бавиме со нас. И тука некаде доаѓам до крајот, како овој подкаст не би бил предолг. Се надам дека ви се допадна. Истата содржина може да ја најдете и на мојот блог, но некако на ваше барање, а и најверојатно најмногу за мајките и оние кои што се позафатени, кои што можеби возат и патуваат, се одлучив да истиот она кое што ќе се пишува на блогот да биде пренесено и на подкаст, можеби не сите теми, но се надевам дека ова ви се допадна и се слушаме наскоро во следната епизода. Ви благодарам многу за вашето внимание, за тоа што бевте тука. Поздрав!